Радовиш стигна до второто сезонско славие откако славеше против Куманово на домашен терен со 28-25, а пак Алкалоид го доби дербито на колото со Охрид со 29-26. Но оваа победа се слави и во Битола бидејќи Еврофарм Пелистер ќе пренесе 3 бода, а пак Алкалоид и Вардар по 2 за плејофот. Денес започна пролетниот дел во трета лига. Југозапад со надпреварите од 12-тото коло мечот во Мешеишта не се одигра бидејќи екипата на Велешта на терен се појави само со 3 играчи. Повеќе за надпреварите на нашиот портал Спортска мрежа. Репрезентацијата на Македонија ремизираше со Велс во Скопје откако одигра 1-1. Бојан Миовски постигна гол во финишот за 1-0 и таман помисливме дека ќе има победа и 3 бодови ќе останат дома, во последни секунди примивме гол за поделба на бодовите. Овој викенд ќе се одиграат надпреварите од елиминационото коло од ракометниот куп на Македонија, повеќе на нашиот портал Спортска мрежа. Осогово со реални шанси за директен опстанок во втора лига, Борец и Вардарски пред тешка мисија за опстанок, Вардар Неготино и Новаци пред искушение за директен и сигурен опстанок. Утре на Спортска мрежа детален преглед на табелата. Гледавте една минута спортски вести на Спортска мрежа.